Добар ден, драги ученици, добредојдовте во Е-училница. Моето име е Татјана и работам како оделенски наставник во Основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци во Скопје. На овој час по природни науки ние ќе научиме што е тоа движење и што е тоа сила, како ова панда го промени своето место со помош на што. И ќе научите да одговарате на прашања со собирање докази преку наблюдување. Што е движење? Сигурно сте забележале дека објектите се движат. Еве, на пример, ова детенце ќе го придвижи својот тротинет, или тој заедно со тротинетот ќе се придвижат и од оградата стигнаа до дрвото. Значи, движење е кога објектот се поместува од едно место на друго, а позиција е местото каде што се наоѓа објектот. Детенцето прво беше позади оградата, тоа е неговата почетна позиција, а сега се наоѓа кај дрвото, тоа е неговата крајна позиција. Тоа со помош на движење отиде од едно место до друго. Што се случува кога ќе го турнеме автомобилот играчка колку што можеме понежно? Како ќе се движи тој? Така е, тој се движи многу споро и не оди многу далеку. Но што би се случило доколку го турнеме посилно? Одлично. На тој начин автомобилот играчка ќе ја промени својата позиција многу подалеку од почетната позиција. Што се случува кога влечете змеј? Кога го влечете змејот, вие употребувате сила на влечење. Односно, за да го одржите во воздух, ја употребувате вашата сила. И доколку се засили ветерот, вие ќе треба да употребите поголема сила. Забележавте дека го употребив зборот сила. Ајде да видиме што представува тоа. Секогаш кога некој предмет се движи, ние велиме дека тој е во движење. И за да се стави предметот во движење, треба да се примени некоја сила. Сила е енергија која што му овозможува на објектот да се движи. Објектите не се движат сами, затоа е потребно некој вид на сила. Најчесто користени сили се туркање и влечење. Со употреба на сила може да се направат други движења, како на пример отскокнување. Наедноставен пример за отскокнување е кога вие скокате на трамболина. Вие со помош на вашата сила и со еластичната површина на трамболината отскокнувате се повисоко и повисоко во воздухот. Лизгање или скијање. Тоа представува всушност движење по некоја мазна површина. Тркавањето е кога со помош на силата на туркање ние ќе ја турнеме топката и таа ќе почне да се превртува цело време, се превртува напред. Ротирање е кога играчката се врти сама околу себе, односно околу својата оска. Пливање. При пливањето ние со помош на рацете и нозете ја туркаме всушност водата, се туркаме кон водата. И така се движиме од едно на друго место. Исто така и при танцувањето, ние ги користиме нашите нозе и нашите стапала, за да се потурнеме од земјата и да може убаво да танцуваме. Како друга сила е и нишањето. Тука ја употребуваме силата на туркање, за да може да се нишаме напред-назад на нишалката. И така натаму има и други видови на движења со употреба на сила. Што научивме на овој час? На овој час научивме што е движење, односно дека тоа
представува кога нешто ја менува својата позиција и се движи од едно место на друго, а позиција беше местото каде што бил тој објект. Но треба да знаеме дека движењето не е предизвикано само од себе. Затоа е потребна некоја надворешна енергија за да може да се движиме. Таа надворешна енергија се нарекува сила. Силата може да биде туркање, влечење, лизгање, тркалање, ротирање, играње, пливање, отскокнување и така натаму. Предметот нема да се движи или да ја промени својата позиција, освен ако не се примени надворешна сила врз него. Значи мора да употребиме сила за да може предметот да се движи или објектот да се движи. Ваша задача е во тетрадките да нацртате 5 различни движења со примена на сила. Може да нацртате како турка се влече, како некој се лизга, или дечиња кои што скокнуваат, или топката која што се врти и врти и врти. Ви благодарам на вниманието. До видување.